Почитувани, го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа. Денешен наш гостин е ВД градоначалникот на Кочани, Венко Крстевски. Добро дојдовте. Благодарам за поканата. Господин Крстевски, 3 месеци по катастрофалната трагедија во дискотеката ПУС, како ја опишувате моменталната состојба во Кочани? Моменталната состојба во Кочани не е ништо подобра отколку во деновите после несреќата. Напротив, таа се влошува, бидејќи на некој начин имаме институционална криза, имаме револт кој што е оправдан од родителите на починатите деца и родителите на повредените деца. Гледаме со каква голгота се соочува многумина од повредените. Исто така, другите луѓе кои што живеат во градот, според мене, непотребно со други проблеми, додатно се оптеретуваат, како што е проблемот со неотварањето на градската градинка, кој што е готов, технички исправен објект, веќе од месец дена не можеме да добиеме согласности за да го пуштиме истиот објект кој што ќе опфати сместување на 115 деца, каде што ќе се реши проблемот со листата на чекање во детските градинки, бидејќи многумина луѓе, а има и повредени, кои што има и луѓе кои што станаа самохрани родители, едноставно не се во можност ниту да одат на работа, ниту да ги чуваат децата. Потребна е институционална помош. Граѓаните велат се живее во градот од што се мора. Колку, еве и сега го споменавте овој пример, колку може еден градоначалник да ги смени овие состојби? Градоначалникот може и текако да ги смени овие состојби, и јас работам на тоа. Најпрво работам со подобрување на амбиентот на живење. Во следниот период фокусирани ќе биде на културни манифестации, на спортски манифестации, каде што директен инпут ќе имаат младите, бидејќи младите се тие кои што ќе го воздигнат градот. Исто така направивме неколку капитални проекти кои што ќе ги реализираме во наредниот период, кои што ќе имат огромен бенефит и олеснување во функционирањето на кочанчани. Да, но што без поддршката од централната власт? Ова што го споменавте дека немате поддршка за вработување, можеби и за другите проекти, како единствено како локална самоуправа и како градоначалник кој што па доаѓа од независен кандидат бевте, ќе може да ги промени сите овие состојби? Видите, јас мислам дека станува збор за поединци од централната власт, значи не за сите. Еве ќе ви дадам пример, кога станав градоначалник имаше апликација по однос на повикот од унгарскиот кредит. Сакам да се заблагодарам во оваа прилика на сите луѓе во општината кои што помогнаа. За една недела ние направивме тотална промена на таа апликација. Бидејќи беше планирано реконструкција на некои селски улици и патишта, ние ги тргнавме сите тие улици и отидовме само со еден проект. Тоа беше пензионерскиот дом и додадовме уште еден проект кој што ја минуваше вредноста, а тоа беше атмосферска канализација. Значи тоа се пари на граѓаните, нас не следуваат тие пари. За парите кои што не следуваат по глава на жител, ние добивме пензионерски дом, кој што ќе биде само за кочанчани, за 141 лице со медицински центар, ултрамодерен пензионерски дом, што е нешто многу добро. Меѓутоа, овде дојдовме и до поддршка од централната власт. Не смееме ние да занемариме дека атмосферската канализација која што ни е одобрена е плюс од тие пари кои што беа предвидени за да ги добиеме по глава на жител унгарскиот кредит. Како што кажав, пензионерскиот дом се гради со пари на граѓаните кои што го следуваат Кочани. Меѓутоа, атмосферската канализација е плюс и нешто што е за пофалба. Така. Рековте, доста е направено во овие месеци додека вие сте градоначалник, за разлика од претходните 3-3,5 години. Чувствуваат ли граѓаните конкретно дека има некакви промени? Апсолутно. Имам огромна поддршка од страна на граѓаните. Најпрво еден од приоритетите ни беше хигиената на живење. Градот е чист, се косе масовно, исто така градската депонија е ставена целосно под контрола, вложуваме максимални напори во одржување на истата. Ви тврдам дека не било во подобра кондиција никогаш во последните години, како и градските улици кои што се исчистени, отвараме нови паркинг места, се работи, ви кажав, на многу културни манифестации кои што ќе следат во наредниот период и тоа е нешто што е неопходно пред се за младите, за да успеат да се вклучат во сите процеси во обновување на градот. Може ова да ги рехабилитира кончанчани после се она што се случи една таква голема трагедија, сепак многумина имаат роднини и жртви повредени во оваа катастрофа? Ние таква несреќа не сме имале никош во историјата. Како што има настани кои што повеќе од 70 години ме потсетуваат
на убиства како што се жртвите по Ваташа, како што е 2001 војната, ова никогаш нема да се заборави од страна не само на кочанчани, и на целата македонска јавност. Меѓутоа имаме одговорност према лицата кои што се преживеани, према идните генерации, значи ние имаме одговорност како генерација за да го воздигнеме градот и да го направиме Кочани подобро место на живење. Затоа да го успееме направиме зависи од сите нас, бидејќи сите ние кочанчани и сите ние жители на оваа држава сме дел од системот. Обвинителството го поднесе обвинението, опфатени се 34 физички лица, 3 правни лица, дел се изоставени од оние кои што првично беше најавено дека ќе одговараат. Каде вие ја гледате одговорноста? Локалната власт, централната власт или приватниот сектор, можеби бидејќи тука беше вклучен и собственикот на дискотеката и сите тие фирми кои факт е дека затаиле многу институции, како што после несреќата затајуваат и ден денеска. Ние после таа несреќа во Пулс се уште имаме диво изградени угостителски објекти кои што се потенцијална опасност. Доколку се случи несреќа во тие објекти, кој ќе е крив? Еве, јас во оваа прилика ги повикувам и Управа за јавни приходи и Агенција за храна и ветеринарство. Сметам дека Државен пазарен инспекторат добро ја обавува својата работа во рамките на нивните надлежности, меѓутоа повторно ги повикувам и нив да преземат во рамките на нивните надлежности нови иницијативи. Исто така Трудов инспекторат, сите надлежни институции, бидејќи имаме ние се уште објекти кои што се по примерот на Пулс и работат. Таму наидовте на отпор токму од овие, на дел од овие институции. Видовме соопштение кое што беше од Агенцијата за храна и ветеринарство, собствениците на објектите кои што секоја памет, Агенција за храна и ветеринарство која што е надлежна за контрола на ХАСАП системот кажува дека не се надлежни. Тоа е вон секоја памет и само кажува во каква држава живееме. Гледаме и вие можевте да видите на видео каде што имаме угостителски објект со две различни кујни, од исти влез влегува храната, излегува. Што ќе се случи со тој на плочките имаше бубашвави. Значи тие врати се отворени цело време. Кој ќе одговара доколку се случи нова несреќа? А што ќе се случува со тие објекти? Вие сте истрајни дека можете да ги решите. Јас поднесов кривична пријава против тие угостители и се надевам дека во најбрз може рок увинделство ќе преземе конкретни чекори каде што ќе биде направено се што треба по процедурата за да успееме да ги тие објекти да ги ставиме во нивно законско функционирање доколку е тоа возможно. Затоа што само со функционирање на законите и правдата, така можеме да дојдеме до подобар систем. Колку верувате во таа правда? Жално е што тие угостители кога видов со што се соочи еден угостител кој што нанесе сета оваа несреќа, не се чукнат во глава и да кажат што правиме ние сега, зошто продолжуваме вака да работиме незаконски и искрено да кажам, ово кога го зборувам и доаѓа гадење и не знам што треба да се случи за да се освести народот во Кочани. Верувате ли во судските власти? Еве ќе почне и судски процес кој што ќе биде голем. Еве ова го велите, поднесовте кривична пријава. Колку верувате во правдата дека може да биде задоволен? Па најпрвен јас сметам дека целиот тој процес мора да биде многу побрз. Значи, кога зборуваме нели за бирократија, кај нас се мисли по тоа гломазност и лавиринти. Искрен да бидам, минатото ни покажува дека судовите не функционираат баш како што треба, туку функционираат наклонето кон одредени страни од политичко влијание. Меѓутоа, јавноста во Кочани будно ќе го следи овој процес и нема да дозволиме да се тргува со жртвите. Ќе беше ли позадоволена правдата доколку актуелни функционери беа гонети? Гледаме дека родителите на жртвите често го бараат ова од судските власти, додека пак во обвинението па и немаше некои беа изоставени дел од овие лица. Па гледаме дека има дел од актуелни функционери кои што се гонети. Тоа оставам на судските органи. Меѓутоа мене нешто што ме иритира е моралната одговорност. Ние не видовме морална одговорност од никого. Па, зар некој не треба да каже сам си поднесувам оставка од морални причини? Еве, претходниот градоначелник на општина Кочани, господинот Љупчо Папазов, овде кај вас во емисија ви кажу, тој немаше ни храброст да искучи да си поднесе оставка, туку со на статус го направи тоа и питање е колку влијание има неговата желба да си поднесе оставка, бидејќи информациите кои што ги имам јас на денот кој што тој си поднесува оставка, сабајлето во понеделник имал
брифинг со вработените во општината, ништо не им најавил. Значи тој ја поднесо оставката подоцна, нешто се претпоставувам има слушано меѓу време. Според вас кој би требало да сноси барем морална одговорност? Нормално се разбира дека највисоките политички кругови, еве во ова ситуација конкретно министерот за внатрешни работи. Јас не велам дека негова е одговорноста да се за правно формално, меѓутоа тој и како има одговорност како една година министер, најмалку од се да биде позитивен политички пример, дека мора некој да почне да се сносе морална одговорност за но видовме дека и тој, но и премиерот речиси воопшто да не се имаат појавено новокочани, или ако дошле да речем на тајни средби како што некои сакаат да ги наречат со жртвите. Мислите ли дека се плашат да дојдат во Кочани да разговараат лице во лице со луѓето? Тоа не знам како да го дефинирам, меѓутоа јас сум разочаран што се уште посебно премиерот нема дојдено во Кочани, во неколку наврати го повикав лично, вратата во општина Кочани за него е отворена, бидејќи тој е премиер на сите граѓани на оваа држава и само со помош на централната власт ние можеме да го издигнеме Кочани во следниот период и таа помош е неминувна и тие имаат должност спрема нашиот град за да помогнат. Така, исто и пратеникот не видовме дека има некакви комуникации со жртвите. Пратеникот овде може да се согласи целата кочанска јавност е срам за градот. Најпрвен тоа што не се појавил на ниту еден од маршовите досега, а е бил професор на повеќе од половина од тие деца кои што починале. Срам да му е, нема помрднато ни со прст, се труди со популистички цели за 2 милиона денари за споменик, а не гласа и не дава поддршка за материјално обештетување на родителите на починатите деца и исто така не направи ништо посебно за градот во последниот период. Еве, зошто не го артикулира прашањето и за градинката? Каде е тој да реагира во собрание за што не се отвора градинка повеќе? Вие присуствувате на протестите. Последниот, ако не се лажам, мислам дека бевте, но претходно ги поддржувате протестите. Мислам дека досега имаше 10 протести и еден во Скопје, јас бев на 7 од нив. И на тој во Скопје бев. Така да, значи секогаш кога сум во можност, одам на тие протести, давам максимална поддршка на родителите. Нивната болка е огромна, нема нешто што ќе може да ја анулира таа болка. Заштитени ли се овие луѓе, посебно родителите на жртвите? Видовме дека објави некакви заканувачки пораки на социјалните мрежи. Дали како вие како градоначалник можете да ги заштитите и дали вие можеби добивате некакви закани, вие, семејството ваше? Видите, значи овде треба да се вклучат повеќе институциите, односно МВР. Секој коментар кој што ќе биде пише на социјалните мрежи треба да има одговорност. Значи не може било кој што сака да пишува. Мора да има пријави кон лица кои што упатуваат заканувачки пораки. Инаку тие родители ги имат изгубено своите деца. Нема што повеќе да изгубат у живот. Значи тие не се плашат од ништо и нема механизам некој што може да ги застраши нив. Така да само контраефект може да создадат тие заканувачки пораки, истите да бидат уште поотпорни на нив и да се борат решително во барејќи ја правдата. А вие дали имате некакви закани? Не, јас немам никакви закани. Лично на социјалните мрежи има секакви луѓе кои што пишуваат заканувачки пораки кон мене, но јас не им се плашам и напротив им порачувам дека јас сум тука и нема да им дозволам се што е работено незаконито и нерегуларно. Има од еден угостител закана, за истата ја пријавив во полиција, така да нема да им дозволам да работат незаконски после оваа трагедија, бидејќи после оваа трагедија ништо не е исто не само во Кочани, туку и во државата. Доколку оваа трагедија не ги освести институциите, не ги освести сите жители на Македонија, тогаш можеме да кажеме дека таа трагедија е залудна. Жално е што 100 дена после трагедијата, повторувам, имаме угостители кои што не им доаѓа паметот и мора да им поднесувам кривични пријави за да успееме да направиме некаков функционален систем. Имаше инцидент во Советот на општина Кочани, неодамна еден советник сакаше да нападне друг, настрада вработена. Како го оценувате ова? Ова се случи токму и на дебата за трагедијата која што се случи. Значи, Советот во општина Кочани подолго време функционира така, за жал.
можам да кажам дека советничката група на ВМРО ДПМН константно секоја седница со навреди со дофрлување се труди да направи инциденти. На последната седница тоа им успеа. За мене тие се исто за кочанската јавност цивилизацијски пораз што ние имаме таков совет. Значи немаме разбирање од страна на голем број советници за општо корисни работи. Нив ги интересира буквално само паушалот и еве во оваа прилика ви најавам иако тие изјави дека нема да присуствуваат на седниците до крајот на годината, дека ќе доаѓаат да присуствуваат на седниците бидејќи ги интересира само паушалот. Еве ќе видите ќе дојде наредна седница, слушајте ме дали советниците од ВМРО ДПМН ќе ја бойкотират или ќе дојдат само да се потпишат за да земат паушал. Потегот од советникот Акио Киов најостро го осудувам и истиот мора да сноси одговорност за својот потек, бидејќи не е дозволиво. Може целата македонска јавност да види од сала полна со советници од двете советнички групи, со директори, со вработени општината. Јас бев единствен кој што станев и кој што го држев Акио Киов се сочел да спречам инцидент. Што е до мене, направи се за да го спречим инцидентот, а меѓутоа за жал не успеав да го спречам. Тој беше ваш поддржувач кога требаше да се стане веде градоначалник? За да станам веде градоначалник, за мене гласа 8 советници од коалицијата, од СДСМ и коалицијата. Така, тој е од партијата на ромите. Тој е од партијата на ромите во коалиција со СДСМ. Да. И немате проблем сега што го осудувате. Сепак и тој во налетот кога се случи нападот беше во ваша одбрана. Говорот беше сепак во ваша одбрана и во одбрана. Ама се ние не треба да се лажеме. Значи тој е свесен за неговата лоша поставка и се извини на јавноста и се надам дека се извинил и на Ана Кралева која што беше повредена, бидејќи сето тоа кое што се има случено не треба да се случува во рамките на Советот. Акио Киов како советник има направено многу повеќе од советниците на ВМРО ДПМН, меѓутоа потегот кој што го направи е за осуда. Так. Владата одобри 2 милиони денари за споменик во Кочани. Како вие гледате на оваа идеја во време кога се собираат пак донации за да се помогне на страданите од трагедијата? Јас ова гледам како очен крик пред се од страна на пратеникот од Кочани, на некој начин пробувајќи да им се доближи до родителите и апелирам да се одобри сериозна финансиска помош, да се исплатат средства на родителите кои што се на починатите деца, иако нема финансии кои што ќе анулира таа болка која што имат. Таа болка ќе е вечна. Да, локалната самоуправа во давање дозволи за споменикот, разговарано и на која локација, како вие ќе дадете дозвола, нема да дадете. Ова седница сега што беше блокирана, имаше точка на дневен ред која што се однесуваше на локација за споменик кој што е посветен на починатите деца. Советниците направија се за да прекинат седницата. Ама тој споменик би го градила локалната самоуправа, тој споменик е обезбеден од донација од страна на родителите на починатите. Тој каде би требало да биде? Во центарот на градот или на Поник? На Поник. По нивна иницијатива. Со централната власт не сте разговарале каде би можело да биде, што би можел, како да би изгледал, дали вие ќе давате исто дозвола? Тоа значи дека два паралелни споменици ќе се градат во Кочани? Не, значи ние сме отворени за разговор. Според мене паметно ќе беше да се направи меморијален центар, да не се разбереме погрешно. Значи секоја помош е добредојна, меѓутоа меморијален центар како што го имаме во Крушево по примерот на Тоше Пројски, доколку беше направен во некоја локација на градот и истиот да биде репрезентативен. Вака со спомениче, со такви предлози, мислам дека само се труде популистички да се настапува од одредени политичари. Се ближат локалните избори, најавивте кандидатура, ќе одите повторно како независен кандидат и планирате ли советничка листа за изборите? Ви благодарам на прашањето. Јас до сега 2 пати сум советник од независна листа на советници. Исто така кандидатурата која што е најавив за градоначалник е од независна листа. Значи јас ќе се кандидирам како независен градоначалник по примерот од претходните локални избори, ќе собирам потписи и мојата кандидатура ќе биде поднесена со помош на моите сограѓани. Исто така ќе направиме листа од советници која што ќе биде составена од квалитетни и проверени луѓе кои што се активисти за подобра иднина на Кочани и кои што си имаат докажано во последниот период со повеќе акции, бидејќи
Јавноста во Кочани многу добро знае, без разлика кој да е на власт, ние се бориме константно против неправди, против загадувачи и против многу други аномалии во друштвото, и тие луѓе му се потребни на Советот на општина Кочани. На Советот на општина Кочани не се му потребни советници како што гледаме од советничката група на ВМРО-ДПМН, кои што нема даден ниту еден предлог во овој мандат, кои што немаат ниту конструктивна расправа, а ги интересира само паушалот. Како ќе ја докажете независноста? Често ги напаѓате советниците од ВМРО-ДПМН, од друга страна СДСМ најави дека ќе ги поддржи сите независни кандидати во било која општина која што ќе се појави независен кандидат. Значи ли тоа дека сепак СДСМ ќе биде од вашата поддршка? Прв пат слушам за таква најава дека СДСМ најави дека ги поддржуваат во сите општини независните кандидати. Меѓутоа, поддршка за мене е добредојдена од сите партии, вклучувајќи од ВМРО-ДПМН. Јас одам како независен, со тоа што ќе собирам потписи, така ја покажува мојата независност. И исто така со тоа што ќе направиме листа од луѓе кои што не се од двете политички партии, и со тоа покажуваме независност. Претходно во минатото, еве отворено овде кажувам дека сум имал понуда од политичките партии да бидам на нивна советничка листа, меѓутоа таа понуда е отфрлена и си одев како независен совет. Од која партија беше оваа понуда? На последните избори имав понуда од ВМРО-ДПМН за која што беше одбиена за советничка листа. Да, уште ова каква кампања ќе водите, имате ли програма и од каде финансии? Сепак предизборието е скап процес. Не ми требаат финансии. Јас кампањата водам со добар ден, добро вечер и добро утро. Значи, едноставно граѓаните ме знаат во Кочани, се имам докажано во претходните години и сметам дека самото предизборие не значи ништо, туку сите овие години мина труд и јасно име на нашите сограѓани што може да очекуваат. Ви благодарам на гостувањето. Ви благодарам на вас. Почитувани, го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.